Македонија добива 61 милион евра од Европската унија. Продолжување на стипендии. Хелен, втор најсмртоносен ураган во САД. Промени во мозокот при бременост. Екстремни идеологии и дезинформации. Пиењето вода не гарантира спречување мамурлак. Иноватори со технолошка платформа за образование. Министерот за европски прашања, Орхан Муртезани, потпиша спогодба за финансирање на ИПА годишната акциска програма, со која Македонија добива вкупно 61 милион 795 илјади евра од Европската унија. Од овие средства, 58 милиони и 600 илјади евра се предвидени за кофинансирање од страна на Европската унија, додека 2 милиони 895 илјади евра ќе дојдат од националното кофинансирање, а 300 илјади евра се наменети за корисници на грантова шема. Финансиските средства, распределени во период од 3 години почнувајќи од 2025, ќе бидат искористени за имплементација на проекти кои се клучни за европската интеграција на Македонија, со акцент на зајакнување на институционалните капацитети во секторите како што се здравство, социјала, правда, внатрешни работи, конкурентност и иновации, енергетика, земјоделство и локален и регионален развој. Корисниците на стипендии за странски државјани од Република Македонија, кои се студенти со македонско потекло и живеат во државите на Балканскиот полуостров, можат да го продолжат правото на стипендија за академската 2024-2025 година. Пријавувањето за продолжување на стипендијата ќе трае од 1 до 15 октомври 2024 година. Според информациите од Министерството за образование и наука, студентите треба да достават неколку документи: потврда за запишан нареден семестар или година на студирање, уверение со положени испити, уверение за предвидени и положени испити со успех од претходните години, како и копија од индексот од првиот до последниот заверен семестар. Ураганот Хелен стана вториот најсмртоносен ураган во Соединетите Американски држави во последните 55 години, со над 160 загинати во 6 држави: Флорида, Џорџија, Јужна Каролина, Северна Каролина, Вирџинија и Тенес. Стотици луѓе се уште се водат како исчезнати, а тешките прекини на струја и комуникација ја отежнуваат потрагата. Тешко погодените региони, особено западна Северна Каролина, добиваат помош од различни држави, а екипите за итни случаи работат на достап до изолираните заедници погодени од поплавите. Според Fox News, првиот најсмртоносен ураган во историјата на Соединетите Американски држави останува ураганот Катрина од 2005 година, следен од ураганот Камел, кој го погоди брегот на Мексиканскиот залив во август 1969 година. Председателот Бајден најави дека денеска ќе отпатува за Ешвил, Северна Каролина, со планови за посетување на Флорида и Џорџија. Бременоста не само што ја трансформира физичката форма на жената, туку и значително влијае на нејзиниот мозок. Новите истражувања откриваат изненадувачки промени, вклучувајќи намалување на волуменот на сивата материја во мозокот, особено во области поврзани со општественото сознание. Овие промени, иако поврзани со проблеми во меморијата и размислувањето, не се негативни. Напротив, научниците веруваат дека подобрената комуникација помеѓу различни делови на мозокот може да ја зголеми ефикасноста во грижата за мајката, подготвувајќи ја за новата улога. Истражувањето, спроведено на здрава 38 годишна жена, открива дека значајни промени во мозокот се случуваат уште во првите 9 недели од бременоста. Сивата материја се намалува, додека се зголемува белата маса и цереброспиналната течност, поврзани со зголемените хормони. Споделувајќи лични искуства, читатели опишуваат како бременоста им го менува менталниот капацитет и сеќавањата, укажувајќи на фактот дека нашето разбирање на бременоста и нејзиниот ефект на мозокот се уште е многу ограничено. Иако од 50.000 студии за мозокот објавени во последните 3 децении, помалку од 1% се фокусираат на специфични здравствени проблеми на жените, потребата за поголемо внимание на оваа тема никогаш не била поважна. Политичките наблюдувачи се загрижени поради порастот на дезинформациите на социјалните мрежи, особено во времиња на избори. Според новата студија од Центарот за социјални медиуми и политика на Универзитетот во Њујорк, корисниците со екстремни политички ставови имаат поголема веројатност да се сретнат со лажни вести и да веруваат во нив. Иако дезинформациите се сериозен проблем, нивното влијание не е униформно, што укажува на потребата од нови и насочени интервенции за да се справат со овие проблеми. Истражувачите разработиле иновативен метод за мерење на влијанието на дезинформациите, комбинирајќи податоци од социјалните мрежи со анкети за верување во содржината на вестите. Резултатите покажуваат дека и корисниците од различни политички опции веруваат во лажните вести, а изучувањето на идеолошките предиспозиции на корисниците е клучно за развивање на ефективни стратегии за справување со дезинформациите.
Ова истражување ја потенцира важноста на разбирањето на динамиката на верување во лажни информации за подобрување на методите за нивно сузбивање. Вистина е дека од сите совети за спречување мамурлак, пиењето вода изгледа најрационално за спречување на дехидрација. Вистина е дека нова студија не најде докази за поддршка на тврдењата дека пиењето големи количини вода по една ноќ пиење ја намалува болката следниот ден. Вистина е дека меѓународен тим на истражувачи од Универзитетот во Утрехт ги анализирал податоците собрани од 13 претходни студии. Вистина е дека тие барале каква било индикација за поврзаноста помеѓу дехидрацијата и консумирањето алкохол или помеѓу водата за пиење и интензитетот на мамурлакот. Вистина е дека алкохолот има диуретично дејство врз телото, зголемувајќи го производството на урина. Вистина е дека ова го зголемува ризикот од дехидрација, која може да биде причина за главоболки, болки во телото, гадење и општа малаксаност поврзани со мамурлак. Вистина е дека многу луѓе пријавуваат жет и сува уста наутро по една вечер пиење алкохол. Вистина е дека замена на изгубената течност логично би требало да ги спречи овие симптоми. Вистина е дека податоците не ја отфрлија можноста дехидрацијата и мамурлакот да се случуваат истовремено. Вистина е дека немаше докази дека тие се директно поврзани, што значи дека замена на изгубената вода нема да има многу ефект врз најлошите делови од мамурлакот. Вистина е дека истражувачите заклучуваат дека мамурлак и дехидрацијата се две истовремени, но независни последици од консумирањето алкохол. Вистина е дека е важно да се има предвид дека сите прегледани студии беа спроведени на релативно мал број луѓе. Вистина е дека секоја од студиите разгледувала различни аспекти на мамурлак. Вистина е дека не се фокусирале директно на водата за пиење како метод за спречување мамурлак. Вистина е дека и покрај ограничувањата, пиењето неколку чаши вода не ве спасува од мамурлак. Вистина е дека тоа е поддржано од претходни студии кои сугерираат дека, иако пиењето вода може да ги ублажи некои од ефектите од дехидрацијата, таа нема да ги елиминира другите симптоми на мамурлак, како силни главоболки. Тимот Синглтонс, составен од млади иноватори, ја освои првата награда на дататон организиран од Сдруженијето ЗМАИ со создавањето на интерактивна платформа која прикажува податоци за основните училишта во Македонија. За време на тридневниот настан, учесниците работеа на раскажување приказни за младите и образованието, користејќи големи бази на податоци од институции. Нивниот проект вклучува модел кој со веројатност поголема од 90% може да предвиди бројот на првачиња за следната учебна година, што ќе помогне во носењето информирани одлуки од страна на институции, родители и бизниси. Марко Дураков, лидер на тимот, истакна дека искуството од дататонот било многу вредно, нагласувајќи ја важноста на тимската работа и менторството. Тимот доби највисоки оценки од публиката и стручната комисија, која вклучува познати експерти во областа. Наградата од 60.000 денари ќе им помогне на победниците да продолжат со развојот на своето решение, а ЗМАИ ќе работи со нив на промоцијата на проектот во иднина. Македонија добива 61 милион евра од Европската унија. Продолжување на стипендии. Хелен, втор најсмртоносен ураган во САД. Промени во мозокот при бременост. Екстремни идеологии и дезинформации. Пиењето вода не гарантира спречување мамурлак. Иноватори со технолошка платформа за образование.